Дали по празниците ковид бројките ќе бидат полоши? Апели дека мора нешто да се преземе, за да не се доведеме во ситуација да се држиме за глава од статистиките. Доктор Злата Мехмедовиќ алармира дека неопходни се ефективни мерки, по примерот на развиените земји. Воспротивно, не се исклучува можноста од нов силен, постпразничен ковид бран. Неколку пати ја имам споменато апликацијата која што беше користена во Кина. Такви слични апликации за движење беа користени и во Сингапур. Имам значително, драстично намалени бројки на ново заразени. Исто тоа се случува и во Вухан, и во Кина, и во целиот регион на Кина. Така да ако применевме нешто од тие иновативни методи, сепак ќе останевме на граница помеѓу ограничување на движењето и од друга страна слободно движење со помош на точно определување на ризичните групи. Особено загрижува и што се повеќе млади губат битката со COVID-19. За само 4 дена, 5 пациенти на возраст од 22 до 40 години починаа како последица од коронавирусот. Основната причина за зголемената смртност кај помладата популација, според доктор Мехмедовиќ, е брзото ширење на вирусот и неговата лесна трансмисија. Доколку во минатото бевме навикнати да гледаме мал број на починати, кој што дневно беше едноцифрен и не можеше да дури да сретнеме некој од помладата генерација како фигурира помеѓу бројката на тие починати, денеска имаме ситуација кога поради зголемениот број на ново инфицирани, на заразени со коронавирусот и COVID-19, имаме изголемен број на оние кои што се од помладата возраст, кои што за жал имаат смртен исход. Ниту еден здравствен систем не може да се носи со постојан наплив на пациенти бесконечно, вели доктор Мехмедовиќ. Според него, контролата лежи во превенцијата. Во наредниот период ќе бидеме сведоци на тоа како и превентивниот дел од здравствениот систем ќе биде ангажиран кога ќе треба да се имплементира процесот на вакцинирање во државата. Меѓутоа да дојдете до доктор денеска, ако е тешко на клиничко ниво или ако е тешко на секундарно ниво до специјалист, верувам дека не е тешко да дојдете до својот матичен лекар. И ако се преоптеретени, мораме да кажеме дека матичните лекари стварно се едни од профилите на здравствени работници кои што најтешко ја преживуваат оваа криза. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 813 пациенти позитивни на корона. Само во изминатото деноноќе во ковид центрите во Скопје се хоспитализирани 38 нови пациенти.